Ред се чекаше во селската амбуланта во Стојаково, кој за преглед, кој за примање терапија. И стари и млади сите се жалеа на грчеви во стомакот, диареја, повраќање, главоболки. Вака биле цела недела, но болките не поминувале. Пред камерата на 24 телевизија сите се жалеа. Јас од сабота суми не можам, сестрата сама чека. Стомачни вирус. Стомачен. Много лошо. 6 дена веќе. Со температура, гледаш, наплекано се. Вирус име. Што е работа? На што се жалите? Се жалиме на нешто на пролив, на такви работи, на дали од вода или од чој, водата е важно за нигде. 4 дена, еве сега пак су. Катастрофа, катастрофа. Тоа да не преземат никакви мерки, ни вода да се става хлор, ништо, ништо. Сите пиеле вода од водоводот со кој управува Гевгелиски комуналец. Отпосле дознале дека на интернет имало соопштение дека истата била забранета за пиење. Реагираат што никој не им кажал дека водата е загадена. Не, а само на Фейсбук беше објавено, никакво соопштение не беше изјавено. И сега Фейсбук користат помладите, може и јас го користам, али има стари луѓе што не користат, кој користа Фейсбук? Преку телевизија не, само на интернет ке жале, преку телевизија не е кажано. Сад народ е у болница, немаме никаков излез. Освен во селските амбуланти, стотина пациенти во изминатата недела биле згрижени во Гевгелиската болница. Тамо лекарите од брза помош имале полни раце работа, а се интервенирало на принципот дневна болница. Пациентите се збринети најчесто на интерно оделение или во колку се работи за деца на педијатрија од страна на педијатар, од страна на интернисти или по потреба е повикан инфектолог за да во оние потешки случаи за да може да се пружи и да се згрижат. Во тој период болницата одговори со своите ресурси максимално колку што требаше, значи со инфузиона терапија, по потреба антибиотика, така да пациентите беа најчесто згрижувани од типот дневна болница. Сомневањата се дека жителите приклучени на водоводот од река Вардар пиеле загадена вода со фекалии. Тоа било причината за појавата на хидроепидемијата во овие села. Што всушност се случувало со водата, одговор нема ниту од комуналецот Гевгелија. Со објаснување дека директорката убавка Вргове е на состаноци од јавното претпријатие Комуналецот Гевгелија, не успеавме да добиеме одговор како се случил дефектот, но и како се загадила водата до населените места Стојаково и Селемли. Но информираа дека населението од овие две села биле навремено информирани дека е забранета водата за пиење.